Ќелавото момче. Си биле тројца браќа, а на еден од нив никогаш не му израснала коса на главата, освен едно влакно. Сите го задевале и му се смееле. Семејството било многу сиромашно. Едва имале што да јадат. Нивниот мебел бил стар, а нивната куќа се распаѓала. Тие живееле од денес за утре. Сепак, момчињата пораснали и биле подготвени за брак. Таткото се напрегал и се грижал што да прави. Ги собрал своите 3 сина и им рекол: слушајте, деца, знаете дека сме сиромашни и женењето чини пари. Се што можам да направам е на секој да ви дадам по една пара. Па одете, патувајте и барајте си ја среќата. Секој од синовите зел по една пара и малку леп, па отишле да си ја бараат среќата. Ќелавиот син одел по патот неколку дена, додека не наишол на голема куќа со убав двор и високи порти. Ги прашувал минувачите дали знаат чија била куќата. Била на пашата. Тој се радувал. Може би нашол работа во таа богата куќа. Тропнал на вратата. Еден човек излегол и го прашал што бара. Ќелавото момче рекло: паша, барам работа како слуга. Многу сум сиромашен, па ќе работам се што ќе ми дадете. Човекот на вратата внимателно размислил, го погледнал и рекол: добро, ќе се грижиш за лубениците. Влези и фати се веднаш за работа. Момчето само изградило колиба на полињата со лубениците. Работело напорно. Копајќи ги нивите, садејќи и наводнувајќи ги лубениците. Многу лубеници никнали и пораснале. Момчето се запрашало дали ќе успее да ги собере сите за 3 дена. Ако не ги собирало, ќе скапеле. Отишло да спие. Но не можело да заспие од грижа и се вртело од една на друга страна, додека взори не заспало во немирен сон, заборавајќи да ја угасне светјата. Тогаш светјата паднала на неговата глава и го запалила едното влакно коса што го имал. Момчето скокнало, излегло од колибата и го изгаснало огнот. Кога погледнало кон полињата, таму видело бел конј. Момчето се чудело од каде дошол тој убав конј и погледнало наоколу, но немало никој. Така се качило на конјот и видело дека еден меч бил врзан од страната. Конјот јурнал низ полињата и некако сите лубеници биле собрани на едно место. Момчето се зачудило и јавнало низ другите 2 полиња. И таму лубениците биле магично собрани. Кога конјот запрел и момчето слегло, се појавила самовила и му рекла: јас сум твој заштитник. Влакното на твојата глава повторно ќе порасне. Кога ќе ти треба моја помош, запали го и јас ќе дојдам да ти помогнам. Самовилата исчезнала. Работата била завршена, а збунетото момче повеќе не можело да заспие. Најмладата ќерка на пашата видела се што се случувало на полињата со лубеници. Од тогаш, таа ја гледала секоја жетва и му се восхитувала на ќелавото момче. Поминале години. 3 ќерки на пашата пораснале и дошло време да се омажат. Пашата им наредил на сите млади неженети мажи да дојдат во неговиот дворец, за да ги виделе неговите ќерки. Секоја девојка требала да фрли по едно јаболко на момчето што ѝ се допаѓало, а потоа ќе се омажала за него. Дошле многу момчиња. Најстарата ќерка видела момче кој ѝ се допаднало и го фрлила јаболкото кон него. Така направила и втората ќерка. Најмладата ќерка не избрала никој. Ги погледнала сите момчиња, но оној што нејзиното срце го избрало го немало. Татко ѝ рекол:
Ајде, ќерко, избери момче за кое ќе се омажиш, сите беќари се тука. Таа му рекла, не, татко, не се сите. Има еден кој што заборави да го поканиш. Кого сум заборавил? Прашал луто пашата. Момчето лубеничар. Тивко рекла девојката. Па тој е наш слуга. Се разбира дека не би сонувал да се омажиш за него. Пашата се намордил. Ја свртел главата и продолжил да оди напред-назад, чекајќи ќерка му да избере маж. Кога се стемнило, промрморил. Добро, повикајте го лубеничарот. Штом младото момче влегло во дворецот, најмладата ќерка му го фрлила јаболкото. Пашата се налудил и се засрамил. Но ветувањето е ветување. Ги прифатил сите избрани зетови. Најмладата ќерка на пашата се омажила за лубеничар, и тоа ќелав. Откако го испратил младиот пар да живее во колибата на полињата со лубеници, на пашата му се слошило од срам и тага. Дошол доктор, го прегледал и препорачал зајачко месо како лек. Зетовите веднаш се собрале. Двајцата постари зетови веднаш почнале да прават планови кога и како да одат во лов на зајаци. Вообразени се фалеле. Не грижи се, татко, ќе оздравиш. Ќе ти донесеме зајачко месо. Овој ќелав човек е бескорисен. Не знае ништо освен за лубеници. Ако оди на лов, ќе ги исплаши сите зајаци со својата ќелава чинија. Ха-ха-ха. На тоа, младиот лубеничар немо го напуштил дворецот. Пашата уште повеќе се разочарал, убеден дека за ништо не го бивало. Но рано, следното утро, неговиот ќелав зет станал и тргнал да лови зајаци. Кога стигнал до една ливада, го запалил влакното коса на главата. Се појавил конјот со мечот и за миг се собрале сите зајаци на ливадата. Кога се вратил дома, неговата жена се уште спијала, а исто така и другите зетови. Напладне, отишле кај пашата со празни раце. Се обиделе да ловат, но не нашле ниту еден зајак. Во тој момент се појавил младиот лубеничар со полна количка вреќи. Што имало во тие вреќи? Се прашувале другите. Секако не зајаци. Ако добри ловци како нив не виделе ниту еден зајак, тоа момче сигурно не би можело да има повеќе среќа. Заедно влегле во дворецот и пашата прашал. Значи, зетови, каде се вашите зајаци? Бил сигурен дека двајцата постари зетови му донеле зајаци, а момчето лубеничар само изговори. Но двајцата рекле. Чудно е, татко, чудо, не видовме ниту еден зајак. Зачуден пашата помислил. Ако овие не фатиле ниту еден, тогаш одвај останува надеж. Сепак, тој се свртел кон момчето лубеничар. Дали ти се случи да фатиш зајак? Момчето лубеничар ставило торба до креветот на пашата и рекло. Еве, татко, јади и оздрави. Надвор има уште во количката. Се надавам ова ќе те излечи. Ниту тогаш другите зетови не верувале дека во торбата навистина имало зајаци. Истрчале да ја отворат и викале лаже, лаже. Но кога ја отвориле торбата и ги здогледале зајаците, останале без зборави. Пашата помислил. Види сега. Овие двајца се богати и големи фелбаџи, но бија бескорисни. Овој сега ги чува лубениците, скромене, не се фали ја заврши задачата. Сите зетови отишле дома. Таа ноќ пашата многу размислувал и во мугрите испратил луѓе да ги повикаат младиот лубеничар и неговата најмлада ќерка да живеат со него во дворецот. Зетот требало да му помага на пашата во работата. Така и се случило. Ќелавото момче и неговата жена живееле долго и среќно во палатата.
А кога починал пашата, ќелавото момче станало новиот паша, познат по својата мудрост и скромност и многобројните добри дела.